Скопје ми е дома на Вистинска телевизија секој четврток 18 часот и 15 минути. Почитувани гледачи, ви благодарам што и овој четврток сте на нашата фреквенција и го следите нашето најново издание од оваа емисија. Мој вечерашен гостин овде во студиото на Вистинска телевизија е господинот Тони Димитров, односно директорот на културно-информативниот центар Скопје. Ќе поразговараме малку повеќе за културата во главниот град, за културните настани, случувања во Скопје, за тоа каде е Скопје на културната мапа денес и за сите теми поврзани токму со културно-информативниот центар и културните настани и активности во главниот град. Јас нема да должам повеќе во најавата, ќе си го поздравам мојот соговорник и гостин. Тони, ви благодарам што прифативте прво мојата покана да бидете дел од Скопје ми е дома и да говориме за културни теми оваа вечер. Како сте? Добро вечер, на моје задоволство. Добре. Така. Директор на културно-информативниот центар Скопје, колку време, од кога, како и зошто и ајде повеќе за овој културен центар. Па веќе 4 години. Ова е од прв мандат и веќе 4 години сум директор на културно-информативниот центар Скопје како една градска установа. Така, што е? Инаку цел живот во областа на културата. Така, кои се вашите предизвици во изминатите 4 години и сегашните моментни предизвици? Каква е ситуацијата со културно-информативниот центар во Скопје, што го одбележува и во последните години? Па, ситуацијата во изминатите 4 години беше прилично деликатна. Во моментов е стабилна, да речеме, меѓутоа изминатите 4 години дефинитивно беа предизвик најпрвен да се живне центарот, да се врати публиката, да се оспособи делумно и физички со некои капитални инвестиции, да се набави опрема. Меѓутоа има уште предизвици, така што има проблеми за решавање. Каква институција е КИЦ денес, каде можеме да сместиме во културната мапа на главниот град, кога говориме за културата денес? Па мислам дека една од водечките културни установи, што се однесува до градските јавни културни установи од областа на културата и уметноста, се работи за установа која што се бави со академска уметност, да речеме, бидејќи нели Младинскиот културен центар како една градска културна установа се бави со уметноста за млади. Детскиот културен центар се бави со децата. Култура за деца. Библиотеката си има своја дејност, а културно-информативниот центар Скопје е покласична установа, така да кажам, и се бави со академска уметност со сите области од културата. Никако сме на почеток на оваа 2026 година. Јас ве следам, ви ги пратев и претходните интервјуа за медиумите, во кои што во неколку наврати се пофаливте дека остваривте многу проекти, многу настани во изминатата година, во изминатиот период. Што ја одбележајте минатата година, што ќе се случува оваа, кои се тековните активности на културно-информативниот центар, каква програма да очекуваме? Па тоа што го препознаа медиумите оваа година се случуваше изминатите 4 години. Програмата беше богата изминатите 4 години, меѓутоа ете сега некако така медиумите го забележаа, па имаше неколку објави, неколку интервјуа, реакции повеќе. Инаку изминатите 4 години беше доста динамично што се однесува до настаните. А она што може да се очекува за предстојната година 26 исто така богата програма, конкурсите веќе завршија, селекцијата е направена, не сме ги објавиле резултатите само, меѓутоа имаше доста апликанти и можам да ветам дека ќе биде доста богата програма и за 26 година. Се случува ли култура во Скопје? Се менува ли перцепцијата и сликата за културните случувања? Живее ли градот во духот на културата? Тоа е малку деликатно прашање и одговорот е проблематичен. Ја не сум оптимист толку. Во минатото беше многу подобро. Младите беа позаинтересирани за култура, културните установи беа доста пофункционални, веројатно имаше и многу повеќе поголеми буџети, многу повеќе пари за култура, публиката беше пожива,
доаѓа и странски артисти, што морам да признам дека во моментов не е случај. Посебно што се однесува до публиката. Тоа ми е една сериозна болка и еден проблем на кој што мора да се работи. Има неколку аспекти кои што се проблематични од аспект на културата. Тука е инфраструктурата, капиталните инвестиции, значи самите установи прво мора да се оспособат, да се врати публиката потоа и секако поголеми буџети. И можеби еден од најголемите проблеми тоа е кадарот. Недостатокот на кадар во културните установи, еден од посериозните проблеми не само кај нас, туку и генерално во културата. Колку како културна институција соработувате со локалните уметници, со оние кои што ја негуваат културата, уметноста постојано? Ја истражувајќи за центарот на вашата веб страна, можев да забележам дека многу се случуваат настани, изложби, музички настани, исто така гости од страна. Да, па значи ние се бавиме со ликовна дејност, музичка, имаме литературен сектор и драмски сектор и графичко студио. Значи сите аспекти. Колку сте отворени за соработка? Конкретно со локалните уметници, колку ви пристапуваат? Отворени сме за соработка и соработката генерално е со локалните уметници. Странски уметници има, меѓутоа претежно од регионот, да речем од Србија. Има и од страна, меѓутоа тоа е инцидентно. Најпрви и поради комплексноста на тие процедури, некои за сместување, за превоз, за тие технички аспекти, така што фокусот е на локалните уметници и соработуваме, да, апсолутно, и тоа е поентата, да бидеме отворени. Но и покрај тоа, бирократските процедури си постојат и сепак, нели, уметниците треба да се пријават на конкурс, треба да се изгласа буџет, нели, на седница на совет, треба програма, треба комисија, врз основа на конкурс, така што од тој аспект тие процедури мора да се запазат. Ние сме отворени, меѓутоа тие процедури мора да се запазат. Од друга страна, тоа е проблематично за младите уметници и за независната сцена. Тој бирократски процес, тие немаат баш трпение да ги чекаат тие процедури од оваа година за следната ние да направиме програмата, ќе одат, прават настани по молови, прават по кафичи, по некои алтернативни простори, што е логично, нели? Младите сакаат сега и одма да си направат настан. Споменавте буџет, Да. буџетот ви го одобрува град Скопје, каква е ситуацијата со сегашните финанси, одобрени ли ви средства за проекти, претходно како функциониравте со претходниот буџет? Претходниот буџет беше благоочен и изминатите, ајде не 4, меѓутоа 3 години буџетот беше очаен. Нешто со кое што практично не можете да работите, посебно во отежнати услови што се однесува до човечкиот фактор, кадарот и останатите услови. Меѓутоа и покрај тоа успеавме да направиме и солидна програма и сето тоа да функционира. За следнава година буџетот е повеќе дупло и повеќе од дупло, што значи дека сега може дури да се опуштиме. Може да се работи до некаде без пари, проблемот е што не може да се работи без луѓе. Например, можете да дадете институционална поддршка на млади уметници, простор да им овозможите и тие да направат изложба или Каков кадар бара центарот за работа? Кадар во смисол на вработување. Тоа е еден од клучните проблеми. Не само кај нас, туку и генерално во културата, меѓутоа кај нас е тоа сериозен предизвик во моментот. Бидејќи во овие 4 години од мојот мандат, повеќе од половината вработени кои што јас ги затекнав отидоа во пензија и нови вработувања не се одобруваат. Тоа е клучен проблем. Скопје е предстолнина на културата за 2028, спремни ли сме како главен град за оваа титула? Веќе почнавме со реализација на проектите, на сите оние поврзани работи со оно што ќе се случува. Спремни ли сме? Мислам дека не сме.
Мислам дека не сме, бидејќи 28 е задутре. Во некои технички параметри тоа е задутре. Било што и да преземете, тоа се процедури, пак ќе повторам. Дали се тоа вработување, дали се тоа капитални инвестиции или некакви јавни набавки за реновирање, после треба да се да се изработат мапи, да се направи програма, да се иштампа таа програма. Мислам дека тоа ќе биде сериозен предизвик кој што ќе мора многу брзо да се покрене и да се реализира. Веќе нели повикот е отворен за проекти. Меѓутоа ќе биде, мислам дека сериозен предизвик, најпрвин од аспект на тоа да ги оспособиме културни установи, бидејќи дел од нив се и во долгови, дел од нив се и физички руинирани, мислам дека ќе има доста работа во престојните 2 години. А дали вие како културно-информативен центар со ваши иницијални проекти се вклучувате во Скопје град на културата 2020? Апсолутно, сите културни установи од градот мислам дека треба да се вклучат. Се уште нема конкретни насоки, меѓутоа се подразбира или дека ние како градски културни установи ќе се вклучиме во програмата. И до сега беше така, нели, нашата програма влегува во таа генерална програма, меѓутоа ова е еден погломазен проект кој што не се состои само од поединечни настани, туку една целосна слика во која што се вклучува целиот град. Има потенцијал апсолутно. Нели, тука се и останатите културни установи и Министерството за култура треба, нели, да даде некаков инпут во. Каква е соработката со Министерството за култура? Па минимална е. Ние добиваме некои средства за проекти ситни, меѓутоа бидејќи ние сме под градот, генералниот буџет ни е градски. Така што немаме некоја посериозна соработка. Тоа се 1 или 2 проекти кои што ги финансира Министерството за култура. Можеме да аплицираме, да, меѓутоа они покриваат само Еве на последниот повик колку бевте активни со аплицирање со проекти на Министерството за да, обично тие 2, фестивалот Звукот на Скопје и Културен амалгам, проект Културен амалгам, како еден проект кој што е соработка со сродните културни установи од внатрешноста на Македонија, така што тоа се тие 2 проекти. Меѓутоа пак ќе го потенцираме овој проблем на недостаток на кадар. Сепак и за реализација на тие проекти, пошто сепак се погломазни, треба луѓе и за комплетната, нели, документација после тоа, така што и тоа го отежнува работата и апликацијата на самите проекти. Бидејќи имаме и европски проекти по друга страна, кои што ги работиме, проектот Креарт. Да, тоа ќе беше и моето следно прашање, колку се работувате на меѓународно ниво со меѓународни организации? Колку сте поддржани од друга страна, можеби со европски фондови? Па тоа е еден проект во кој што се вклучени другите градски културни установи. Ние го реализираме Европскиот месец на креативноста и резиденцијата Креарт, каде што еден македонски уметник и еден странски уметник работат кај нас еден месец во ателје и на крај се реализира една заедничка изложба, неколку работилници. Минатата година имавме работилница за ситопечат, работилница за цијанотипија како една алтернативна фотографска техника и друг проект е Европскиот месец на креативноста, каде што една изложба групна изложба трае цел месец. Има ли култни проекти иницијално создадени од КИЦ за поврзани со главниот град, кои што во текот на годините традиционално се одржуваат? Па, претходно споменатиот фестивал Звукот на Скопје, тоа е практично наследник на фестивал Звуците на чаршијата, кој што имаше за цел да го врати животот во чаршијата во еден период кога малку замре, нели, животот во чаршијата, да го врати. После некои 18-тина години под тоа име решивме да го смениме името и да се продолжи фестивалот како еден open air летен градски фестивал кој што се случуваше на платото пред Филхармонија, пред МОП. И го
го преименувавме во Звукот на Скопје, како некакво име кое што асоцира на модерни имиња, на друг концепт, на алтернативни простори на градот, да не биде фокусот само на чаршијата, туку да може да шетаме и по други локации. 2 години беше пред Филхармонија, 2 години беше пред КИЦ во паркот. Так. Тони, колку културните институции може да го направат главниот град поатрактивно место за живење? Колку може да влијаат и на другите сектори и гранките, на туризмот конкретно, колку може да привлечат и колку тоа го прават кај нас? Можат и мораат. Не го прават, меѓутоа мораат да го прават. И не случајно се спои Министерството за култура со Министерството за туризам. Не дека тоа е иста гранка, меѓутоа дека може да придонесе, може да придонесе. Само како за пример, било кој град од околината да го земеме е Белград. Дали знаете колку публика имаше на Guns N' Roses во јули месец на Ушче или на Рамштайн, например. Тоа се 10-15 илјади луѓе кои што ви доаѓаат од цел свет, се шетате низ Белград и сите се Guns N' Roses маечки, тие сите треба да се сместат, треба да јадат, значи го развиваат туризмот на еден град кој што и не е туристички град, така што има потенцијал. Порано се доаѓаше на забави кај нас, кој имаше добар ноќен живот во 90-тите, кој имаше 10 клубови кои што функционираа навечер. Сега тоа го немаме клубови, немаме големи имиња кои што доаѓаат, нешто. Сега ми го одговоривте прашањето што му недостига денес на Скопје. Да. Го паметите ли Скопје во некои подобри време? Апсолутно, ете баш тие 90-ти во кои што јас сум функционирал, нели, како дел од ноќниот живот, да. Можем да кажем пример дека сме броеле во една вечер на колку места ќе излезаме, и тоа не е станува збор за некој кафури. Сега броиме, чинам колку места остана каде може да излеземе. Значи, тргнуваш прво на площад ќе се собереме, и тргнуваш по клубови. Тоа биле 8 места во текот на вечерта кои што ќе ги проциркулират. Збориме за Мусандра, за Метропол, за МНТ, за Силекс, дискотеки кај што доаѓале диџеи од страна, кај што имало концерти. Секој викенд да поминете вие 5 до 10 места вечерта, тоа што е сериозна сцена. Што не се случи на Скопје за денес да е ова вака? Па многу работи. Многу работи кои што очигледно дека направија ноќниот живот и таа културна сцена да замрат. Пак ќе потенцирам да тргнеме од културни установи, не се функционални. Да го земеме Кочораце, дом на градежници, еден прекрасен простор, прекрасен културен центар со сите параметри, во моментов е нефункционален затоа што нема вработени. Тоа е, можеби, најдобрата клубска концертна сала. Можеби се сеќаш беше таму диското Колосеум, после беше концертна сала, најдобрата концертна сала за 300 до 400 луѓе. Прекрасно сум организирале концерти таму. Во моментов е руинирана и не е во функција. Сега во нареднија година две тоа мора да се успособи доколку сакаме да бидеме културна престолна. Ние немаме концертен простор, да бидеме реални. Концерти се случуваат во спортски сали, тоа не е опција. Немаме универзална сала. Универзална сала се уште е Карабина. Се прават во Филхармонија. Да, ама таа сала е за Филхармонија, не е за политички митинзи, не е за кинопроекции, не е за некакви споредни небитни концерти. Тоа се знае за што е Филхармонија. Ја трошиме непотребно. АРМ исто не знам колку е у функција, така што ние реално немаме концертна сала, освен маливе концертни сали, во КИД салон 19-19, 150 седишта, камерна сала, исто прекрасна, една од подобрите камерни концертни сали. МКЦ има денсинг сала која што е за некои рок концерти функционална, и киното Фросина, која што е мултимедијален простор и за кино, и за концерти, и за театарски представи, за све се користи. Има капацитет, само треба да се поработи малку и да се стават во функција. Колку се разговара за овие недостатоци, за сите овие проблеми? Колку има слух од друга страна? Не се разговара. Тоа е проблемот. Јас се обидував да ги покренам овие прашања, меѓутоа генерално немаше
слух од другата страна, немаш интерес, некако се заглавија работите. Како ќе движат работите напред? Еве како ги гледате? И остана така. Па сега мислам дека треба да се покренат во наредните 4 години и со оваа титула, нели, мислам дека треба да се покренат работите и дека ќе има и повеќе пари пред се ради таа титула и мислам дека ќе се покренат. Сакам да кажам дека капацитетот како потенцијал си постои. Во минатото биле изградени тие културни центри и ги имало не само во градот, како е градски културни установи, кои што се со сите аспекти, концертна сала, ателје, продажен салон, изложбени галерии, нели, тоа истото го има и во МКЦ, тоа го има и кај нас. Имало во секоја општина културен центар, културен дом, кино, имало во Карпош, имало во Ѓорче, имало во Влаја, имало во Сингелич, имало во Кисела вода. Во Кисела вода се оспособи, до душе е супер, нели? Меѓутоа, по други општини, дали функционираат, дали не функционираат, дискутабилно. Сето тоа, доколку функционира, нели, на тоа ниво, би било, градот би добил една поинаква слика. Еве, пред Кочо Рацин, пред Дом на градежници, имате средна школа, преку улицата, преку булеварот. Так. Дајте го на децата само да го работат, да направат програма, да го искречат, да го нацртаат со графити и ќе биде функционален. Кочо Рацин функционира? Па функционира, меѓутоа Со... половично, затоа што нема вработени. Таму остана Да, таму се жалеа исто буквално на... без вработени. Немање кадар. Да, тоа е проблем, пак е потенциран, па не знам кој пат. Генералната слика е дека не се вложува во овие културни институции, дека се е оставено така. Верувам дека и оптимисти сме дека работите ќе се покренат и дека ќе тргнат во нагорна линија, што му недостига на Скопје. Кога зборуваме за културна инфраструктура, мислам дека веќе се кажавме и се опфативме. Што ќе се случува во 2026, еве веќе сме месец март, имаме ли некои проекти значајни кои што ќе ги споменеме, кои што ќе се случуваат во наредниот период? Програмата пак ќе биде таа, ликовни изложби, концертни, промоции на книги, драмски представи. Не би можел да споменам конкретни имиња, пошто уште не сме ги објавиле резултатите, меѓутоа комплетно све до сега што сме правеле ќе си проложени и понатака. Фестивалот Звукот на Скопје, проектот Креарт, повторно странец уметник ќе ни дојде, така што споменавме што недостига во културната инфраструктура, меѓутоа колку имаме публика, колку се менува публиката, колку сакаме култура, колку сакаме да следиме култура? Пак ќе потенцирам дека тоа е една од поголемите болки на културата. Да, има деца кои што нели следат, кои што свират, кои што еве изложбите, колку одиме на изложба, колку сакаме да видиме што некој се помалку и жалосно е што претежно е тоа повозрасна публика, некоја која што има навика некаква. Младиве се помалку ги интересира, не велам дека нема. Можеби доколку создадеме услови, доколку се функционални културните установи, доколку им дадеме простор, дека ќе се створи тоа, меѓутоа дел од вината го имате и вие, медиумите и новинарите, затоа што културата е ставена на маргините. Една РТС, например, имате вести, пола саат, и имате културни дневник, каде што уште пола саат се збори за култура, како вести за културата, што се случува низ градот. Кај нас тоа го нема. Мене ме викаат по утрински програми, каде што од 2 до 5 минути треба да кажете што ќе правите во наредниот период. Еве, јас нескромно ќе пофалам дека ние ќе покриваме сите културни настани во главниот град преку локалните наши информативни содржини и сметам дека треба сите медиуми да... Апсолутно, мора да се информираме. Да, постои интернетот, меѓутоа на интернет имате се. Какофонија од секакви информации. Нема некој фокус. Да, тоа ќе беше можеби моето следна тема, колку социјалните мрежи, интернетот и брзината на сето она кое што можеме денес да го видиме таму, го намалија присуството, односно желбата за да посетиме некој културен настан, случување или подобро ни е дома да скроламе на телефонот или на интернетот. Да, апсолутно, придонесува за намалување на интересот. Нели оној период кога не затвара, исто така кога гледавме концерти од дома
или со маски исто така придонесе некако да се дистанцираме од физички настани, така што придонесува интернетот. Не дека едноставно не можете да го избегнете, мораш да го користиш, бидејќи тоа е медиумот денеска. Меѓутоа, сепак сметам дека пак треба и весниците и телевизиите да покриваат. Многу малку постојат медиуми кои што конкретно се бават со култура. Можеме да ги наброиме новинарите и порталите и медиумите на прсти од една рака кои се бават конкретно со култура. Пак ја потенцирам, не зборам тука за прилог во утринска за пополнување на простор, туку за емисија која што се бави со културата. Дали ќе биде тоа дебата, дали ќе биде цела емисија, дали ќе бидат вести, дали ќе... Добро, за сметка на тоа имаме се повеќе политички емисии, меѓутоа па и друга да, тема. Политичарите станаа поп звезди за жал и фокусот на нив дури ги викаат и во емисии разговорни. Место да се викаат уметници, викаат политичари. И тоа е уметност. Па, Тони, колку вам Скопје вие дома, како го доживувате главниот град, што ве поврзува за главниот град? дома ми е. Јас сум тука роден, тука сум израснал и дома ми е. У последно време не дека нешто премногу шетам, нели, поради ангажманите, така што имам некој аспект од Скопје кој што ми е некаков издувен вентил, бидејќи скоро секоја вечер јас сум на работа. И преку ден, и на вечер на настаните. Иако не морам, јас ги следам настаните што се случуваат кај мене, долку не се кај мене, одам да испочитувам некој настан кој што се случува во Музеот на современа уметност, во Национална галерија, во МКЦ, кај колегите. Така што тоа класично излегување веќе за мене не е опција. И за мене Скопје во моментов е водно и матка. Тоа ми се опциите за ескапизам некаков, каде што се чувствувам на свое. Кои се најгорливите проблеми според вас со кои што се соочува денес главниот град, оние основни за кои што можеме да зборуваме денес, што најмногу денес му недостига на Скопје? Па добро, живееме тука, ги гледаме, нели, изминатите 4 години ги имаше подоста. Така што, доколку зборуваме за такви конкретни проблеми, ги живееме. Од јавниот транспорт до отпадот. Има доста за работа. Има доста за работа до способување на културниве установи, бидејќи доколку, нели, сме европска престолнина, за 2 години треба градот да биде комплетно функционален, не само со настани и само културните установи, туку како целина. Бидејќи ќе дојдат странци, треба да знаат кај да се движат, што да прават у градот, што треба да посетат. А има капацитет и потенцијал овој град што да покаже од аспект на културата, уметноста, традицијата, културното наследство, Пантелеймон е тука, виадуктот, Скупи, така што има доста, само што треба да се успособат. Убава ли е сликата денес на Скопје, личи ли на главен град каков што треба да биде според вас? Сите се случаи низа проекти во изминатите години, Скопје 2014 се случи, се смени ликот на градот? Се смени, да. Има потенцијал. Не би рекол дека наликува во моментов, меѓутоа мислам дека има потенцијал и дека набрзо ќе добие некако до 28. До 28. Мораме. Немаме избор. Ќе постакам што повеќе култура, што повеќе вложувања во културата и во културните институции, што повеќе работа. Да, Скопје е 2028 град на културата. Верувам дека работите ќе се придвижат во нагорна линија. Посакувам успех во вашата работа и ви благодарам што вечерва поразговаравме за културата во Скопје, за Скопје во текот низ годините. Ви благодарам што бевте мој вечерашен гостин и да се гледаме за убави културни настани. На моје задоволство и да се гледаме, да доаѓајте.
Почитувани гледачи, ви благодарам и вам за вниманието и ете, ова нека биде еден апел до сите што повеќе да си ја негуваме културата, да одиме на културни настани, бидејќи не е исто интернетот дома и културните случувања и поддршката на нашите локални уметници. Разговарам со Тони Димитров, директор на културно-информативниот центар Скопје. Благодарам за вниманието, се гледаме наредната седмица во истиот термин. Довидување. Večno mi je